И затоа Генералното собрание се обраќа до судот и судот вели не може дополнителни услови, која земја ги исполнува 4 услови по автоматизам треба да биде примена. И сега тоа нас мислење многу ни оди во корис. Значи може да се избориме преку Генералното собрание како што Србија бараше за Косово. Своето давно мислење, иако нашиот случај е многу поинаков, бидејќи сега споредуваат со Србија дека Србија не успеала тоа мислење да го обезбеди за Косово, но нашиот случај е многу поинаков, бидејќи ние со земјите членки што немаат признато за подуставното име, можеме да го обезбедиме тоа мислење и тоа мислење во наша корис, бидејќи тоа е преседан воспоставен при приемот. И сега што најинтересно за тоа мислење го има во еден учебник, меѓународни организации, од двајца српски професори на правниот факултет во Белград, од Добрат Рачич и Воин Димитриевич, а тој учебник се изучувал и на правниот факултет во Скопје, крајот на 80-те години и покасно во Демократска Македонија 92-3 година, се изучувал и на правниот факултет по предметите меѓународно право и меѓународна политика. А тие предмети на правниот факултет ги предаваа министри кои што беа во владата на Клюсев, во тоа време беше Денко Малевски, па после беше Прчковски. И сега тука се поставува дилемата, како може тие министри да не го знаат тоа мислење, ако предаваа. Бидејќи 93 година Киро Глигоров кога поднесе барање, кога се согласи на фирм, ние воопшто не сме знаеле за тоа мислење. Ако тоа мислење тогаш го кажеле при приемот, тогаш ние ги убедевме и другите членки и Советот за безбедност дека веќе има мислење преседан и меѓународната организација не може да ги крши правилата кои што сама ги изградила. И во тоа време ние за тоа мислење ние воопшто не знаевме. Тоа мислење прв пат се слушна за него некаде 98 година, кога еден наш македонец од Белград, мислам Игор Јанев се вика го кажа прв пат, иако Игор Јанев се послужи и со мала итрина, тој кажуваше дека истражувал во архивите на Обединетите нации, а го видел тоа мислење во тој учебник на овие двајца автори. Сега како и да е тоа и не е многу битно, многу битно е сега овие наши професори во тоа време беа министри, дали не знаеле за тоа мислење, ако не знаеле страшно е бидејќи предавале од Да, што предавале тогаш? Ако знаеле пак го прикриле, тоа е уште пострашно, тогаш остава простор за други шпекулации, бидејќи да ве потсетам кога падна ова последна влада грчка на овој беше пред Папандреу, овој премиерот грчки што беше Мицотакис. Караманис, да, таткото на Дора Бакојани, да. Караманис кога падна од власт, после некој излезе во Грција, јавно призна дека на прашањето на името грчката влада до сега имала потрошено околу 130 милиони евра пари за лобирање во Македонија за своји луѓе. Класичен подкуп, значи за своји луѓе по Македонија. И сега тоа мислење 93 година, ако е прикриено свесно, значи остава простор за шпекулација дека од тие силни, а знаеме дека од тие силни пари за таа грчка пропаганда завршија во Македонија. Преку добар дел од личности во Македонија се офајдија од тие пари, бидејќи ние денес имаме во Македонија на групација која што жестоко притиска да го сменим името, дури повеќе од грците. И во такви околности, значи тоа своето давно мислење не може да го обезбедиме во Обединетите нации. Сега тука од тие 4 начини што ги спомнав преку генералниот секретар, преку Советот за безбедност, преку Генералното собрание или преку Меѓународниот суд на правдата, прашање на проценка на домашното политичко раководство да процени кој од тие начини би бил најполезен, би донел најголема корис за Македонија. И јас ја охрабрувам македонската влада најпосле после 20 години да се охрабри да го искористи тој правен пристап преку Обединетите нации, бидејќи во тој ќорсок како 20 години кога нема излез, мене ми се гледа дека Генералното собрание ќе заклучи дека тоа е најдобриот можен начин да се разреши тоа прашање. Сега тука уште само да надополнам, не сакам јавноста да не свати дека работи ги гледам како некој правен идеалист, дека не сум свесен за моќта и силата на меѓународната сцена, но од друга страна сега Македонија веќе како што кажав 130 земји членки не признале, не значи дека право утре треба да го напишеме тоа барање да го поднесеме, дека треба една добра подготовка, една добра правна стратегија, сите да се излобира кај тие наши земји членки што не признаат подуставното име, ако стојат значи цврсто за тој став, многу лесно ќе помине тоа барање во Обединетите нации. Сега тоа веќе е прашање на дипломатијата и професионалните лобисти. Ако тоа го изработиме во заднина со тие наши пријатели земји што не признали подуставното име, бидејќи треба добро да го изработиме за да ги запознаеме со проблемот тие држави и да им укажеме на далекосужните последици. Бидејќи факт е дека околните земји го знаат проблемот, но сега тие афрички земји што не признаваат, таму и Колумбија што не призна, од каде да го знаат тој проблем со Грција, како е меѓу нас. Значи треба со една добра дипломатија, со едни добри лобисти, тие земји да се убедат дека вистината е на наша страна и кога ќе дојде на тоа гласање на Обединетите нации, јас се надам дека ако успее тоа лобирање, јас сум убеден дека најпосле ќе го добиеме тоа посакувано финале, Македонија во Обединетите нации најпосле да се нарекува под името Република Македонија. Така. Добро вечер. Добро вечер. Чекавме долго време, ќе простите. На телефон е доктор Синадинов. Добро вечер, повеселе. Добро вечер. Поздрав до господинот Димче, кој со своите емисии
сакал тоа некој во Македонија да го признае или не. Поздрав исто така и до гостинот магистар Јанко Бачев, кој со своите луцидни и аналитички обсервации на македонската стварност и смелост и политичкото действување, прашање на време само кога со својата партија ќе го заземе природното место на македонската политичка сцена која објективно му припаѓа. Сметам дека денес Македонија се наоѓа на еден голем историски крстопат за кој ретко кој во државата води сметка. Крстопат кој што е можеби многу поголем и многу поопасен од оној за време на одржувањето на Берлинскиот конгрес и пред и по Букурешт, кога големите сили го делеа животот киво на македонскиот народ. Денес влогот е многу голем затоа што ако не се постигне политички консенсус за стратешките, национални и државни интереси и обединување на сите демократски сили во Македонија околу тие интереси, постои опасност да ја загубиме државата. За мене Македонија е пред се и над се. Очекувам магистерот Јанко, како млад политичар и интелектуалец, да даде коментар во врска со ова мое јавно изразено размислување и срабување околу македонската иднина. Добро. Благодарам. Благодарам и за убавите зборови. Секој е добро. Видете, јас од господинот Синадиновски имам така доста книги прочитано, ги следам неговите ангажмани и неговите така научни обсервации на проблемите. Тука можам само да се надоврзам претходно што кажав околу војната, дека Македонија ја изгуби бидејќи немаше соодветни адекватни советници, воени, тие искусни генерали. Истото важи сега и во оваа насока, во делот на надворешната политика, едни такви, да кажеме, стручњаци од типот на господинот Синадиновски стојат на страна и ова со премиерот Груевски што оди веќе дури е претеризам, а со тие кадри кои што се уште излегуваат од училишните клупи, им се доверуваат највитални задачи од државен интерес да водат во Македонија. Добро е млади луѓе да се форсираат, но на тие клучни места сепак искуството е најдобриот учител. Уште, па и во таа насока е стручњаци, како што кажав, во делот на надворешната политика, познавање од типот на господинот Синадиновски седат на страна. Тука можеби само треба да ја спомнам еден пример од еврејската историја, кога Аврам, прататкото на евреите, тоа пред неколку милениуми, одејќи, правејќи го Израел, и во даден момент, кога почна да забегува во владењето, кажано со денешен речник, диктатура, абсолютизам, почнал да ги користи привилегии за лични потреби, и тогаш му се јавил Господ во шаторот и му рекол, буквално, секако што стои во таа еврејска литература, му рекол: Авраме, свести се како владееш, иначе ако продолжиш така, ќе ти ја изречам најможната Божја казна, децата да те го владеат племето. Значи тоа се сметала за најголема казна, децата да те го владеат племето. Сега ние денеска сме во една таква ситуација, нашето македонско племе, кажано условно, не го водат деца. Тоа гледаме по 23-4 години и тоа веќе свесно така поставено за да се не се манипулира. Тој систем го постави уште 91 година Кирил Глигоров, кога ги отвори сите тие искусни кадри македонски во ранешна Југославија, собра деца околу него. Во тоа време Бранко Црвенковски беше 25-6 години, Фрчковски 27-8 години, Јане Миловски, сите тие деца ги собра околу него и манипулираше со нив. Бидејќи патојниот систем најверојатно го наследил од Тито. Тито кога дошол на власт па ги исфрлил сите тие искусни кадри кои биле во тоа време 45 година по 50-60 години со јасни национални определби, како Павел Шатев, што бил Пирузе, Панко Брашнаров, да кажеме, тие биле со јасни идеи, сите ги ликвидирал во тоа време, па ги зело околу себе 24